Жарко Кузмановски од Тетовско Бравеница, 32 годишен татко на 2 деца. Сашко Самуиловски од Тетово, 32 годишен татко на 2 деца. И Ненад Серафимовски од Гостиварско Зубовце на возраст од 28 години. Исмаедин Османи од Скопското село Стоденичани е нов загинат. Бобан Ивановик, Горан Илиевски и едно лице од Штип загинаа во разбивањето на терористичката група во Куманово. Според МВР се работи за добро вооружена терористичка група, која во најголем дел е совладана и разбиена. Според досегашните сознанија на МВР, цел на терористите биле цивилните објекти и државните институции, предизвикување големи штети и човечки жртви и создавање тензија и немир кај населението. Вечно ќе ја паметиме и храброста на загинатите, но и на останатите 30 на припадници на специјалните единици, кои беа повредени во акцијата. Сите тие покажаа невидена волја и пожртвуваност во заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност или вероисповест. Сите рамо до рамо се бореа против едно исклучително опасна терористичка групација, која беше огромна закана по државните институции, но и по безбедноста на сите граѓани, изјави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Владата на Република Македонија донесе одлука за определување на деновите 10 мај и 11 мај како денови на жалост по повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во полициската акција во Куманово на 9 мај во 2015 година. На деновите на жалост, знамето на Република Македонија ќе биде истакнато на половина копје.